Добре дојдовте во процес. Насилството врз жените е сериозен проблем. Што прави државата за да ги заштити жените? На што се обврзаа политичките партии? На оваа тема во процес разговараме со Санела Шкриел, председателка, и Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и насилство во семејството. Добре дојдовте. Добро. Вие сте мрежа од 27 невладини организации, делувате заедно. Пред 2 дена потпишавте една декларација со политичките партии. Ве молам да ми објасните што значи таа декларација, тоа е Истанбулската конвенција, и колку партии се обврзаа на тоа. Да, петокот на 25 ноември, Меѓународниот ден за борба против насилство врз жени и семејно насилство, беше потпишана оваа декларација. Целиот процес започна негде на половината на 2016, кога ние решивме дека е момент кога треба да се почне да се работи поинтензивно со политичките партии, да тие го вклучат насилството врз жените во своите програми. Во тој момент не знаевме дали ќе се одржат избори или не, така да закажувањето на терминот почна пред време, порано. Да, ние почнавме со нашиот процес. Ама некако добро ви се вклопи сега. Одлично, тоа да го планиравме, немаше да испадне така. И во меѓувреме се закажа терминот за избори, новиот датум за избори, и го искористивме тој момент да ги интензивираме средбите со политичките партии, да од нив побараме насилството врз жените да го вклучат во своите веќе нови, предизборни програми. Од голем дел од партиите не идовме на позитивен одговор, сите беа заинтересирани да тоа се направи. Претходно ние им објаснивме каква е ситуацијата во државата и се согласија заеднички да потпишат декларација во која што ќе се обврзат дека доколку влезат во новиот состав на владата на Република Македонија, значи по изборите, ќе ратификуваат Истанбулската конвенција, односно Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита, спречување и борба против насилство врз жени и семејно насилство. Дека значи тоа е првата точка во суштина која што се врзуваат со декларацијата. Втората работа е дека ќе обезбедат финансиски средства за одржливост на специјализираните сервиси кои што во државата се многу малку и дополнително финансиски средства за отварање нови, секако. И третата точка која што е во рамки во декларацијата е дека ќе се следат европските препораки и стандарди за достапност и пристапност на сервисите за заштита. Кои од политичките партии дојдоа? Да, како што спомнав, првично добивме согласност. Или колку не дојдоа? Или колку не дојдоа, и тоа е коректно прашање. Значи, првично ние добивме согласност од 19 партии. Така. На самиот настан се појавија 16 и ја потпишаа, со тоа што две навремено го најавија своето отсуство, иако поддршката ја дадоа и во следната недела најверојатно ќе се додадат и нивните потписи. Она што се случи во петокот беше што две партии не дојдоа, тоа се двете владеачки партии моментално, ВМРО и ДУИ, со тоа што првенствено ние во процесот на преговарање од ДУИ добивме поддршка за подпис на декларацијата, но не се појавија ниту даде објаснување зошто не се појавија на самиот настан. За разлика од ДУИ, од ВМРО не добивме никаков одговор во ниеден момент, иако беа навремено контактирани, остварени беа средби, информирани за све што е планирано и све што ќе се случува. Така да после овој настан, поминати се 2 дена, се уште немаме ние никаков фидбек од овие две партии, и она што нас ни се јавува како прашање е дали овие две партии не сакаат да го решат проблемот со насилството врз жените во Македонија. Имаат ли во својата програма, имаат нова програма, реално, веројатно предпоставувам сте ја виделе, имаат ли внесено овој сегмент? Значи, во процесот, како што спомна Елена, на контактирањето и средбите со сите политички партии, едниот аспект беше потпишувањето на оваа декларација, а вториот аспект беше нашата понуда за поддршка и помош за изготвување на предлог политики кои што тие ќе ги прифатат и ќе станат дел од нивните предизборни програми. Да им помогнеме, да. Значи, согласно сите меѓународни стандарди, состојбата во нашата држава, да им дадеме конкретни политики. Значи, за дел од партиите знаеме дека ги вклучија
Значи дел од партиите бидејќи само што излегува предизборните програми, значи за жал не би сакале во овој момент да излегуваме со анализа затоа што ќе следи сега анализа на конкретните политички програми. Меѓутоа, генерално, значи мислам дека можеме да кажеме дека како родово засновано насилство и насилство врз жените не го среќаваме во сите партии. Има партии кои што зборуваат за таа проблематика, меѓутоа знаете, кај нас доминира семејното насилство како проблем, така да тоа е некое прашање, претпоставуваме и на вредностна ориентација и на вредности, како насилство врз жени и родово засновано насилство, значи анализата ќе покаже и точно подоцна, не сите партии го имаат. Дали поголемите го имаат? Опозицијата, владеачката, ДУИ, дали поголемите партии го имаат? Значи, од првичната анализа, меѓутоа ќе повторам дека допрва ќе следи, значи целосна анализа, од она што прво можевме, нели на прво гледање да го забележиме дека опозиционата најголема партија го има. Значи ова прашање баш како родово засновано насилство. За жал, двете владеачки, моментално владеачки коалициони партнери, значи од првичната анализа, значи ова прашање како родово засновано насилство во жени не го третираат. Кажавте дека од идната владеачка гарнитура ќе барате да се обврзат на некои работи, ги набројавте, ќе барате и буџет. Колкав е тој буџет и зашто ќе биде наменет? Сега, сигурно јас верувам во детали нема да ни кажете, меѓутоа глобално. Знаете како, нашата држава конвенција ја подпиша уште во 2011 година, бидејќи некако како држава немаме проблем со подпишување на документи, меѓутоа се уште ја нема ратификувано. Имаме проблем со реализација. Во овој случај и ратификацијата за да може да стане нели правно обврзувачки елемент во нашето законодавство. Често пати кога сме разговарале со институции, одговорот бил дека се потребни големи промени во нашиот систем постоечки за да се имплементира и бара големи ресурси. И тоа можеби би држало да нашата држава започнала барем со првиот чекор, а првиот чекор е токму тоа. Значи да се пресмета, да се направи финансиска анализа, така наречена костинг анализа, колку ќе чини имплементацијата на Истанбулската конвенција во нашата држава. Значи нашата држава тоа го нема се уште направено. Така да не можеме ни да зборуваме. Ние знаеме дека тоа бара ресурси, нормално дека бара ресурси кога во нашата држава значи малтене да нема систем за заштита и поддршка на жените од различни форми на насилство. Истанбулската конвенција ги третира сите прашања, така да ресурсите кои што се потребни се сигурно големи, меѓутоа ја немаме ни оваа првична анализа кој што министерствата би требало до сега веќе одамна да имаа направено, па да имаат точен план каде што и какви ресурси се потребни. Тоа подразбира и вклучување на државниот апарат, не само на невладиниот сектор, така? Првенствено обврската и на државниот апарат и на институциите, затоа што самата ратификација на конвенцијата ќе значи промена на законодавство, промена на она што значи сервиси за поддршка, значи тука невладините секако се партнер, меѓутоа обврската е на институциите, така да целиот овој процес мора да го носат институциите. Ние сме тука да укажуваме, помагаме, лобираме, но обврската е на институциите, бидејќи на крајот на криштата нивна обврска е да обезбедат да сите луѓе во државата, вклучително и жените, живеат живот безбеден од насилство. Оно што јас би дополнила на ова што го кажа Санела е дека самото немање на оваа првична костинг анализа после 5 години од подпишување кажува индикатор на тоа колку државата се грижи за овој проблем и колку вложила напор, односно не вложила напор од аспект на игнорирање, затоа што ние од друга страна како организации тешко остваруваме контакти со дел од институциите и сме до некаде игнорирани во своите барања. Така да, како што кажав, ова е еден индикатор колку државата се грижи за 50% од своето население, односно жените. Затоа што глобалната статистика е дека секоја трета жена е жртва на некаква форма на насилство. Пред да преминеме на тоа како стои ситуацијата на терен со тие центри за помош и така натаму, јас предлагам да слушнеме едно мало тонско парче, една изјава од жена која што нова ја има снимено пред известно време и која што е жртва на семејно насилство. Живеев со човек 25 години по семејно насилство. Цел живот бевме тепани и мачени и затворени. Децата ги тепаше, ги малтретираше. Не смеев никогаш да пријавам. Ја не смеев дете на лекар да однесем, немаше шанси. Или да излезеш негде, или да имаш контакт со некого.
се живуваше на нас како на сток. Јесте тепана повеќе пати? Цел живот, со кабли, со кола, со летви. Операција на глата треба да правам, ама не може. Черепот ви беше скршен. Увето ми е повредена, девијација тешка, дуби, нон-стоп се загнои така по лекови. Ми рекол војна, ако оперирам, пече се праци, ќе следи. Сега черка ми е болна, ако ми се случи нешто, како? И многу се гушам. И тешко. И не би советувала на никоја жена да пријави семено насилство во оваа држава. Зошто? Никој не ти дава да могучиш дете да лечиш, ни социјално, ни некоја помош да ни пружат, или барем едно соопче да ни пружат. Ние жени сме по тешки трауми, претепани, намачени. Добро, како стои ситуацијата на терен? Значи, што е до сега направено? Што е во рацете на невладиниот сектор? Што превзема државата? Дали Министерството, дали тие социјални служби си ја вршат работата? Тој гломазен апарат кој што е создаден токму заради вакви случаи, вакви слични. Ситуацијата, да. Еве, ја ќе почнам со Нела, ќе ме дополни. Ситуацијата во државата е на загрижувачко, алармантно ниво во однос на сервисите. Значи, во Македонија постојат сервиси за семејно насилство. И тие што постојат се воглавном лоцирани во Скопје, додека во останатите градови постои по некој сервис кој што е раководен од невладина организација, иако и овие во Скопје секако се раководени од невладини организации, и се неодржливи. Односно, нивното функционирање Нема финансиски средства. Точно, затоа што е базирано на проект. Така да оваа година може да има проект, следната да нема. Така да и тие сервиси малку што постојат се неодржливи и несигурни дали ќе продолжат да работат. Во изминативе години се затворија доста од сервисите што ги раководеа невладините организации, вклучувајќи првиот шелтер центар, токму тој аспект од немање понатаму финансиска одржливост. Она што уште повеќе загрижува е дека се затвараат и државните шелтери. Односно, ако се сеќавате, од 2008 до 2011 се имплементираше тој голем заеднички проект на ЮН агенциите и релевантните министерства, каде што и во тој момент постоеа 7 шелтер центри државни раководени од Министерството за труд и социјална политика, сега постојат 4. Значи во изминативе Функционираат ли тие 4? Функционирањето на шелтерите, според официјалните информации дека тие постојат, се сместувани жени, но она што повторно е загрижувачки, што овие 4 шелтер центри државни, заедно со двата невладини кои што се лоцирани во Скопје, имаат вкупен сместувачки капацитет од 30 кревети. Значи, зборуваме 30 кревети на национално ниво. Минатата година, 2015, има нови пријавени случаи на семејно насилство 1129 жртви. Зборуваме пријавени. Дополнително се оние кои што не сакале да одат во институција и се обратиле само во невладин сектор. Значи, да ја земеме официјалната бројка, на 1129 имаме 30 кревети. И во просек дека една жена најчесто носи со себе 2 до 3 деца, тоа се колку семејства да бидат сместени истовремено. Тоа е голема бројка. Да, и тоа е само во однос на шелтер центрите. Во однос на психолошки советувалишта постои само едно во Скопје. Во однос на бесплатна правна помош постојат вкупно 5, од кои што 2 се лоцирани во Скопје. Ако е погледната мапата, која што изработи националната мрежа, почетокот на оваа година беше објавена, црвените полиња ги означуваат општините каде што нема ни еден сервис. И тоа ја дава целата слика. И повеќе зборови не се потребни. Што покажува црната статистика? Вие спомнавте бројка, меѓутоа јас верувам дека многу од нив не се одлучуваат. Зошто не се одлучуваат да се пријават и каква е соработката и со другите институции, со МВР, например, дали тие помагаат во такви ситуации? Тоа е едноставно гаснење на огнот во еден момент, меѓутоа Она што ние го добиваме како информација од жртвите со кои што се обратиле кај нас или кај некои од нашите организации членки, па после наоѓаме начин како заеднички да им помогнеме. Она што го добиваме како искуство е дека све зависи од индивидуата од индивидуалниот стручен работник кој што ќе те прими. Односно, полицаецот кој што ќе пријавиш семејно насилство, ако е сензибилизиран, ќе ти помогне и сериозно има случаи на полицајци инспектори кои што прилично се вложуваат да помогнат на жената. Но тоа се исклучоци. Истото се случува и во центри за социјална работа. Доколку, мислам,
доколку стручниот работник е сензибилизиран, ќе им помогне. Доколку не, тогаш се потикнуваат да се помират, да се вратат дома, па ајде следниот пат не прави вака и се оди со некои процеси на мирење, кои што далеку од тоа дека и помагаат на жртвата и ја охрабруваат да излезе од насилната средина. Ако земаме па дополнително во предвид дека Македонија е мала земја и муабетите брзо се шират, верувајте, јас да сум жртва на семејно насилство нема да пријавам. Ние како мрежа одлучивме дека ќе престанеме со кампањите да ги охрабруваме жените да пријавуваат, затоа што така дополнително ги ставаме во ризик. Затоа што кога жената ќе отиде во полиција и ќе го пријави насилството, ако не се пружи помош, таа мора да се врати во домот. А сопругот секако ќе биде партнерот, секако ќе биде известен дека е пријавено. Значи ние ја враќаме неза во домот каде што може дополнително да биде нападната и да има уште потешки последици. Така да ние веќе 3 години како мрежа не работиме кампањи пријави насилство, туку работиме кампањи држава освести се. Што правиш? Во таа насока би сакала да додадам дека за жал грото од кампањите се сведуваат и знаете целата одговорност и терет се префрла на жената која што така во ситуација да трпи насилство, како да се што треба се прикажува таква слика како да се што треба да направи да пријави се ќе биде средено. Да, тоа е првиот неопходен чекор кој што мора да се направи. Меѓутоа како што спомна Елена, значи во последниве години се фокусираме на тоа да им кажеме на институциите дека тие своето кажи не на насилството треба да го направат така што ќе обезбедат еден функционален институционален систем за превенција и за поддршка и како што веќе спомна Елена, значи да не зависи од индивидуалната добра волја на лицето кое што работи во некоја институција, него да е тоа еден добро координиран систем каде што сите институции ќе бидат вклучени. Во спротивно на вистина не можеме да очекуваме дека на било кој начин би се справиле со оваа проблематика. За жал тука пак ќе повторам и тоа ни е многу битно да го потенцираме. Ние во последниве 10 години не гледаме прогрес, туку гледаме уназадување генерално на женските права и на родовата еднаквост. Значи за жената зборуваме во насока на некакво си мерило на наталитети, нели? Зборуваме за мерки кои што ќе поттикнат жената да раѓа повеќе. Насилството, значи се темели и насилството, причина на насилството е токму таа дискриминација на жената во однос на мажот и на таа родова нееднаквост. И тоа мора отворено да го прифатиме и да го зборуваме. Ние се уште се соочуваме со предизвик во држава да го користиме терминот насилство врз жени и родово сензитивно насилство, па уште се зборува за семејно насилство. За разлика од други држави како што е Шведска, каде што во законот вели насилство на мажите врз жените, бидејќи статистиката го покажува тоа и со тоа мора да расчистиме. 90% од жените се жртви и 90% од насилниците се мажи. Што значи тоа? Дури кога маж е жртва на семејно насилство, насилникот повторно најчесто е друг маж, татко, син, брат, дедо. Значи, бидејќи некако цело време ни бега фокусот, па се повеќе се зборува дека мажите се почесто биле жртви на семејно насилство. Никој не негира дека и мажите може да се најдат во таа улога, меѓутоа и во тие случаи насилникот повторно е маж. Како да не се битни овие 90%, затоа што тоа е нормално да им се случува на жените, па целиот фокус на приказната е дека мажите се повеќе биле жртви на семејно насилство. И додека не расчистиме и не прифатиме и не ги именуваме работите со вистинско име, така како што се, а тоа е насилство на мажите врз жените, тешко дека ќе можеме и успешно да се справиме со проблемот. Ќе остана така. Да. И жената која што пред малку ја видовме исто така апелира до останатите жени да не пријавуваат семејно насилство. Значи, за жал. Затоа што кажа дека никаква помош и поддршка нема од државата. Тоа е страшно. Тоа е страшно да се обесрабруваат на тоа. Има тука уште еден момент, што дури и тие што ќе имаат среќа да бидат препознаени, односно кои што среќа или несреќа ќе бидат жртви на потешко физичко насилство, па ќе бидат сместени во шелтер, од тој аспект имаат среќа да бидат сместени во шелтер 3 месеци најчесто. Да, што после шелтерот? После шелтерот не се добива заштита и многу често после шелтерот они се враќаат. Затоа што дури да се вработени, работат за плата од 12 до 15, па и 20.000 нека се. Вие кога треба да платите кирија од 200 евра, со сметки, со храна за децата, реално дали е возможно со 20.000, затоа што она нема каде да отиде, а државата не нуди можност за жените кои што ќе излезат од шелтер. На жал имаше еднаш во годината барем се објавува огласи за социјалните станови. Ниедно од нашите клиентки немаше среќа да добие социјален стан. А на која основа ќе добиете социјален стан ако не на таа? И досега никогаш не имало приоритет
во агенцијата за вработување, барем јас колку што сум слушнала, тоа да бидат жени кои што се нашле во таква ситуација. Имаше една година една програма. Кажете ако не е така. Значи една Не знам, година мене имаше не ми е пилот познато. програма, Добро. за жал неуспешна, затоа што тоа е она што е генерално проблемот во државата, што се напамет се носат мерки, значи не се базираат на вистинските потреби и не се прашуваат каква поддршка им е потребна, туку некако повеќе институциите ги прават работите за да кажат дека нешто работат. Една година се обидува со таква мерка каде што жени добар дел, бидејќи имав можност да бидам дел од таа програмата, така да знам прво лице што се случуваше, дел од тие жени се уште беа значи во тоа семејство, заедно со насилникот доаѓаа на тие обуки за самовработување и вие имате жена која што уште значи емоционално не се справила со целиот тој стрес, која што трпи насилство се уште и вие ја буткате во некоја програма ајде да отворите бизнис, значи во услови какви што имаме во државата, каде што они секако се преплашени, пошто имаат дополнителен страф, дали ќе може да плаќаат даноци, па дали ќе им дојде инспекција. И се виде дека нема никакви резултати таа програма и се прекина. Затоа што тој период на 6 месеци всушност прво би требало да биде тоа психолошко јакнење на самата жена која што излегла од тоа насилство, па понатаму да се продолжи со обуки, преквалификација, економски програми. Не можете вие да кажете нели 6 месеци во ред ќе има покрив каде да спие и понатаму нека се снаоѓа. Добро, колку е силен овој невладиниот сектор кај нас? Вие сте склоп од 27, кажавме, организации. Која е вашата моќ, значи што можете да направите, освен она што го слушнавме сега? Правите обуки, правите тренинзи на терен. Што можете да направите или што правите? Во една ваква ситуација каква што ја кажав. Па да, на жал јас не би, мислам, иако све она што е случено до сега, во насока на барем подигнување на свесноста во однос на семејното наследство е резултат на све што невладините работеле, женските невладини, почнувајќи од 90-тите кога првпат се формирале и почнале да обезбедуваат сервиси. Ние го даваме максимумот во однос на застапување и лобирање и тоа што можеме да го направиме. Во однос на обезбедување на сервиси, ние без финансии не можеме. Дури и да Тоа ми е поентата, тоа сакам да кажете. Туку ние дури и си го волонтираме своето време, но еден шелтер за да опстои мора да биде платена кирија, сметки да се најдат, да се најдат финансии за тие трошоци да бидат обезбедени. А ние како волонтери можеме да ги пружиме нашите услуги. Така да од тој аспект не кочат финансиите, оно што ние го дадовме како предлог е ако веќе вие конкретно до Министерството за труд и социјална политика. Ако веќе вие немате стручен ресурси, човечки ресурси ако немате. Ние ги имаме човечките ресурси. Ајде заедно. Значи во смисла вие обезбедете ги финансиските средства. Вие покрите ги тие трошоци, а ние ќе работиме. Ние ќе изработиме све што треба да изработиме. Тоа и самата Истанбулска конвенција го сега такво нешто? Немало таков договор. Значи, во однос на семено наследство, минимална поддршка некоја се дава на едната национална СОС линија, меѓутоа на вистина е тоа минимална поддршка. Значи, во однос на останатите сервиси, за жал немаме. И тие се жалеа дека често пати носат прехрамени продукти од дома, помагаат финансиски од свој джеб. Тоа се случува, значи ние добиваме, се препраќаат мејлови да се соберат талишта, да се собере храна, затоа што тоа се минимални средства за да се покријат, не знам, комуналиите. Сега гледам активни се социјалните мрежи, исто помагаат. Така да се обидуваме на тој начин да се организираме. Она што го препорачува Истанбулската конвенција и повторно ќе речам, треба еднаш институциите да разберат, бидејќи некако имаат тенденција да секогаш да прашуваат што правите вие невладините. Обврската да ги заштити своите граѓани и граѓанки на институциите. Значи, ние сме тука да помагаме и тоа го препорачува и препознава Истанбулската конвенција, затоа што специјализираноста, како што рече Елена, и искуството е воглавно кај невладините. Меѓутоа, мора да постои државно финансирање за тие сервиси. Значи, тоа е една од препораките. Сервисите да бидат водени специјализираните од невладини организации, меѓутоа со финансирање од државата. Инаку, како би обстојувала? Апсолутно. Добро, почнувате со кампања 16 дена активизам против насилството врз жените и таа кампања некако почна со неколку дена после кампањата што ја почнаа политичките партии и завршува токму ден пред изборите. Дали ова намерно направено, дали можеби е добро или ви смета во целиот овој процес?
Намерно не е направено, значи оваа кампања 16 денови активизам е кампања на генералниот секретар на Обединетите нации. Секоја година започнува на 25 ноември, тоа е меѓународен ден за борба против насилство во жените, завршува на 10 декември, меѓународниот ден на човековите права. Кај нас оваа година се поклопи, значи комплетно со предизборната кампања, кога размислувавме и разговаравме, всушност заклучивме дека е добро за нас, затоа што едноставно ќе искористиме, како да речам, ангажманост и заложбата на партиите да прикажат пред граѓаните зашто се тие ќе се залагаат и ќе борат и колку се грижат за сите граѓани и постојано да сме тука и да ги потсетуваме и да ги прозиваме јавно, добро, во ред, ајде да видиме што ќе направите, како што рече, за половина од популацијата Елена, да видиме што правите за жените. Затоа што сметаме дека жените не би требало да гласаат за партија која не гласа за нив или партија која утре ќе гласа спротивно нивните интереси. Имавме такви примери во минатото еден куп. Така да заклучивме дека за нас во таа насока е добро ова, затоа што ќе бидат во фокусот на јавноста и ќе бидат прозивани. И овие што потпишале, да видиме колку ќе го исполнат ветувањето, и овие се разбира што не се појавиле да потпишат. Секако ние како организација во текот на следната недела ќе ги споделиме сите партии кои што ја потпишаа декларацијата со нивните заложби, откако ќе финализираме и анализата што каде точно е вклучено од оваа проблематика. И да, ќе ги спомнеме и партиите кои што не ја потпишале и можеби јавно ќе се обратиме до целата женска популација да ги прашаме дали они сметаат дека државата, односно партијата за која што ќе гласаат, треба да го земе ова во предвид или не. И како што спомнав на почетокот, што тоа значи? Дали не потпишувањето на ваква декларација значи дека доколку овие партии влезат во новата влада, ќе го дозволат насилството, ќе го одобрат, пошто пораката е таа која што се праќа. Ја инаку друго објаснување или е таа, или евентуално се покажува нивниот игнорантски став према жената. Не само насилството, туку општо према жената. И правата која што жената треба да ги има, и основното право е живот без насилство. Ако тоа не можете ако тоа не може тие мене да ми го овозможат како граѓанка на оваа држава, тогаш јас не сакам да гласам за нив. Затоа што јас и секоја друга жена во Македонија има право да живее живот без насилство. Апсолутно. Убаво кажано. Ви благодарам што учествувате во емисијата. Ви благодариме вам.